Навистина ми е огромна чест и задоволство и воедно и благодарност, нели, што денеска можам на директен начин некако да земам учество во промоцијата на ова последно преведено издание од страна на професорот Ѓорѓе Марјановиќ, на оно што, нели, веќе спомнавме дека е втор завршен дел од последната книга Пронеденото време, од големиот циклус во потрага по изгубеното време од Марсел Пруст. Прва евидентност која што се наметнува во случајот и на двата автори, Пруст и Марјановиќ, бидејќи и преведувачот е секако автор, е дека овие задни сублимирачки страници на нивните опуси се објавени постхумно. Оставајќи зад себе речиси завршени ракописи, и двајцата, како да ни оставија и аманет, да им ги приопштиме на читателската публика овие книжевни сведоштва, како доказ дека времето сепак може да се победи. Дека смртта, како најголемата известност што ја носи времето, сепак е ништожна во однос на вечноста што ја инкарнира уметничкото дело. Но, за тоа дело вистински да загосподари со просторот и времето, односно, за да се потврди неговата универзална и безвременска вредност, нужно е да прозвучи преведено на повеќе јазици. Тоа се постигнува низ остварувањата на преведувачи кои, како професорот Марјановиќ, пулсирале со ритамот и мислата на Пруст во текот на долги години и ја споделувале Марселовата грозничава настојчивост, читлива во последните редови на Пронеденото време, да му даде книжевна форма на тој бурен водотек на колективната и индивидуалната меморија извлечен од длабочините на битието, пред да престане да чука физичкиот часовник. Односно, да ни се приопшти начинот на кој што на трешното време на она што се нарекува афективна, неволева или сетилна меморија, успева да извојува победа над физичкото време на часовниците. Во потрага по изгубеното време не уверува дека заборав сушност нема. Имено, изнијансираните дадености на човековото постоење во светот, преточени во сетилни сензации како први и суштински восприемања на тој свет, никогаш не исчезнуваат. Тие сегментирано се распоредуваат во огромниот складишен простор на афективната меморија, се притајуваат, тлеат и чекаат некоја нова аналогна сетилна сензација да ги извлече од заборавот кој што е само привид. Рационалното тука нема улога. Не се сеќаваме тогаш кога сакаме да се сетиме, бидејќи после Фројд и неговото учење за сеќавањата екрани знаеме дека споменот исто така може да биде фантазматичен конструкт. Туку се сеќаваме тогаш кога некоја сетилна сензација ја буди во нас интуицијата, не оттргнува од медиокритетноста на секојдневното постоење. Во трепет не тера да се свртиме кон сопствените длабочини, да бараме и да го извлечеме на површината на споменот, она што сме имале впечаток дека не постоело. Тогаш, според убавата метафора на Пруст, цел еден свет излегува од една шутачај. Две сцени на дејствување на афективната меморија, симетрично поставени, ги сочинуваат потпорните столбови на архитектонското здание по потрага по изгубеното време, што Марсел Пруст, според неговите собствени зборови, го создава по оглед на Готската катедрала. Симетријата е впрочем омилената фигура на Пруст, бидејќи сцените, ликовите, настаните се во симетрично ехо долж целокупното дело, со што се потенцира неговиот цикличен карактер. Првата сцена е антологиска. Онаа со колачот Петит Мадлен, со која што се отвара циклусот, евоцирана во делот Комбре од првиот том. Во неа, втората сцена е евоцирана во последниот том Пронеденото време. Во неа нараторот, уморен од модеската глазура на собствениот живот и постојано измачуван од кревкото здравје,
после подолго време доброволно отсуство од салонскиот живот, речиси против своја волја ја прифаќа поканата да отиде на матинето што го организираат германтови. Да забележиме дека и на двете сцени на будење на сетилната меморија им претходат ситуации во кои што, не баре воден од некаква маглива интуиција, нараторот сепак прифаќа да преземе акција која што не му е помера и да се одзве на поканата, во првиот случај на неговата мајка да се напие чај со Мадлена, во вториот случај да присуствува на монденскиот собир. Влегувајќи во луксусното живеалиште на Германтови, неправилниот облик на плочките од предворието го подсетуваат на несиметричноста што ја почувствувал под своите нозе, шетајќи се низ плочниците на Венеција. Крутата салфета што му ја даваат за да ја избрише устата, го подсетува на крутоста на крпите со кои што едва и успевал да си избрише косата за време на своите летни одмори покрај океанот, во Балбек, во тоа амблематско место на неговото детство и младост, каде што ги среќава некој за прв пат, речиси сите ликови кои што ќе го придружуваат во неговата потрага по изгубеното време. И доколку сцената што го извади целот комбре од една шолја чај порталот, величенствениот влез во сакралниот свет на просторната катедрала, матинето кај Германтови е апсидата, местото на просветлението, на приближувањето до апсолутот. Тоа е моментот кога нараторот сваќа дека, доколку сака мирливото да го направи вечно, нужно е времето да го затвори во уметничко дело. Тој решива да напише книга во која ќе остави неизбришлива трака за сопствениот живот, за класата на која припаѓа, за општеството кој исчезнува, за епохата низ која се движи. Своевидно, незаменливо наследство за генерациите што доаѓаат. Пронеденото време завршува со долга медитација околу структурата и формата на овој животен проект кој што нараторот се брза да го реализира пред да настапи смртта. Гениалноста на Пруст се состои токму во тоа што во моментот додека нараторот го елаборира како иден, тоа е веќе завршен проект. А тоа е токму книгата што читателот ја има пред своите очи. Кругот е затворен, мисијата е исполнета. Вториот, сега веќе преведен том на македонски јазик од последната книга Пронеденото време, е длабока медитација за времето и уметноста, односно за нивната спрега. Роланд Барт во своите семиотички и наративни анализи често се навраќа на делото на Пруст. Тој во потрага по изгубеното време го определува како раскажување за желбата да се пишува. Психолошки обоеното раскажување на нараторот Марсел, текстуално вообличено од страна на писателот Пруст, осцилира меѓу две структурални дадености кои се одраз на самото двумење на Пруст жанровски да го определи своето дело. Имено кога го прашале авторот што пишува во тој момент, тој одговорил нешто како роман. Тие две сопоставени структурални инстанции се есејот и романот. Според Барт, по потрага по изгубеното време не е ниту едното, ниту другото, или е поскоро и двете истовремено, поради што Барт ова дело на Пруст го нарекува, го определува како трет жанр. По потрага по изгубеното време навлегува во доменот на есејот преку интелектуалниот дел, преку актуализацијата на животни универзални прашања, преку социокултуролошките реминисценции и ингениозните медитации кои се потрага по значење и знаење. Во потрага по изгубеното време навлегува во делот на романот преку тип писмо, кое Барт го нарекува романеско. Романеското е тип дискурс кој што не е структуриран според моделот на приказна. Тоа е еден начин на бележење, на инвестирање во или покажување интерес за секојдневната стварност, за личностите и за сето она што се случува во животот. По потрага по изгубеното време не е цврсто структурирана приказна од балзаковски тип, распослана во комодитетот на последователната хронологија, со драматични пресврти и неочекувани расплети. Раскажувањето во ова дело на Пруст е раскажување на мали анекдотски приказни кои делуваат како ехо едни на други, се препокриваат едни во други, не баре сеткаени на во фалти, која поменува обликот
кога ќе ја раздиплите, за подобро да се видат сврзувачките нишки на текстурата. Впрочем, токму во овој последен дел од пронеденото време нараторот зборува за своето книжевно дело како за ткаеш или своевиден пачворк. А најголемиот успех е да се најде сврзувачкиот елемент за тие парчиња, онака како што неговата верна слугинка Франсуаз, кога бара соодветна ткаенина за да ги пополни дупките на своите столништа, се жали дека не може да ги сушие ако нема соодветен конец. И Пруст е во потрага по сврзувачката нишка на различните визии што нараторот ги имал за исти настани и личности низ текот на времето. Кога присуствувајќи на матинето кај Германтови, тој со чудење ќе констатира дека неговите давнешни познаници толку многу остарале што веќе не личат на себе си, лицата не баре им се гримирани, а телото во некоординирани и тешки движења не баре се марионети, во меморијата на нараторот се враќаат перцепциите што тој ги имал за овие ликови години наназад, во различни периоди од живот. И тогаш сваќа дека сврзувачката нишка е во тоа да ги отстрани преградите меѓу овие различни визии, да престане времето да го дели на минато, сегашност и иднина, и тоа исто време не бара и ткаенина по фалти да го компресира во книга. Се е тука, ништо не се губи, а добива нова форма. Многу е тешко да се преведува ваков трет жанр. Тоа е граничен текст, експериментален текст, луцидно недофатлив текст. Како таков текст беше доживуван во потрага по изгубеното време и во епохата кога за прв пат беа објавувани неговите томови, како таков текст е доживуван и денес. Чудесна е оваа неможност дури и да упатиме на нешто слично што е создадено во светската книжевна историја по времето на Пруст. Во делото се мешаат регистрите, подеднакво се мешаат и времињата. Во самата реченица во еден дел сте во сеќавање, понекогаш тоа е дури сеќавање за сеќавањето, во друг дел сте во замислена полемика со монолошки или диалошки карактер, во трет дел наидувате на евокација на културни и историски дадености, за на крајот, сосема на крајот и после се, реченицата да финализира со резимирачко поентирање и еманација на мудра мисла. Ако Пруст не создаде приказна на драматични пресврти, давајќи му на тој начин предност на романескното над романот, тој создаде реченица на вијугави текови, на необични споеви на слики и зборови, на делови кои алтернираат во својата елегичност и драматичност. За да се преведува Пруст, треба да се живее со Пруст. Да се споделуваат неговите мисли и визии, но и неговите љубови и страдања, неговите луцидни согледби, но и неговите заблуди и разочарувања. Несомнено, тоа му успеало на професор Марјановиќ. Оттаму, огромно е моето задоволство што денес го имаме преводот на последниот дел на ова ингениозно дело на Марсел Пруст. Пополнет и последниот дел од мозаикот на изгубеното време што недостасуваше во изданијата на македонски јазик. Наследството што и Пруст и професор Марјановиќ го оставија зад себе во врска со нивната работа на овој последен том од циклусот, и тоа Пруст во форма на бележници и листови, некогаш прибрани, некогаш расфрлани, со бројни дополненија на маргините и делови кои ги прецртувал, а професор Марјановиќ со ракописот на преводот кој што останал во неговиот компјутер извесен период, неколку години по неговата смрт. Значи, сето тоа наследство е уште една потврда дека благодарение на книжевноста и преводот, времето не е изгубено, времето е пронајдено. Уште еднаш изразувам благодарноста и задоволството што го имаме и овој последен том на Марсел Пруст, на мојот омилен автор во издание на македонски јазик.